Добар ден. Добре дојдовте на обуката за дигитална трансформација на граѓанските организации. Денес започнуваме со првиот модул, зошто е потребна дигитална трансформација на граѓанските организации. Во денешниот брзорастечки свет, дигиталната трансформација не е повеќе луксус, туку неопходност за граѓанските организации. Традиционалните модели на работа кои се подпираат на настани во живо, на мануелни процеси и ограничен опсег на влијание, стануваат неадекватни за да ги исполнат барањата на глобалното дигитално ориентирано општество и за да останат релевантни и отпорни влијателни граѓанските организации мора да прифатат дигитални алатки и стратегии за да го напредат нивното работење, за да го прошират нивниот опсег на влијание. Во оваа обука, која се состои од 5 модули, ќе обработиме неопходноста од дигиталната трансформација за граѓанските организации, позитивните резултати што истата ги носи и главните промени потребни за транзиција од традиционални кон дигитално управувани операции. Ова се модулите кои ќе ги опфатиме во целата обука. Првиот модул е зошто е потребна дигитална трансформација на граѓанските организации. Вториот модул го опфаќа дигиталната трансформација насочена внатре кон организацијата и е насловена пат кон поголема ефикасност и влијание. Третиот модул ја опфаќа дигиталната трансформација насочена кон надвор и е насловен поврзување на иновациите со импактот. Имаме тука и двонасочна дигитална трансформација, поврзување на внатрешните капацитети со надворешното влијание и на крај како петти модул ја опфаќаме реконструкцијата на тимот и адаптацијата на човечките ресурси со цел граѓанските организации да се адаптираат на дигиталната трансформација. Започнуваме со прашањето зошто е потребна дигиталната трансформација на граѓанските организации. Денешните донатори бараат транспарентност, персонализирана интеракција и лесни начини за донирање. Дигиталните алатки овозможуваат ефикасно исполнување на овие очекувања. Имајте во предвид дека кога зборуваме за донатори, не зборуваме само за интернационални организации, фондации, влади, министерства, туку овде зборуваме и за индивидуални донатори и спонзорства кои може да се обезбедат дигитално преку фандрейсинг кампањи. Во поглед на глобалната поврзаност, дигиталната трансформација им овозможува на граѓанските организации да ги надминат географските бариери, поврзувајќи се со корисници и донатори засегнати страни од целиот свет. Глобалната поврзаност им обезбедува на граѓанските организации да се ослободат од географските ограничувања, максимизирајќи го импактот и видливоста што посакуваат да ја имаат. Во конкуренција со многубројни организации кои се стремат да обезбедат финанси и внимание, граѓанските организации треба да користат дигитални стратегии за да се издвојат и ефикасно да го комуницираат својот импакт. Со користење на алатки за персонализација, сторителинг, маркетинг, фандрейсинг и слично, организациите можат да се издигнат над конкуренцијата и да ги обезбедат потребните ресурси за исполнување на нивните мисии и на тој начин да се истакнат од масата и истовремено да го зајакнат вниманието кое го имаат. Во поглед на оперативната ефикасност, рачните хартиени процеси одземаат многу време и често се подложни на грешки, тоа се оние традиционални методи на работење кои досега ги користевме. Дигиталните алатки ги оптимизираат работните текови, ги намалуваат трошоците и ослободуваат ресурси за активности од клучно значење. Ако вашата граѓанска организација се уште е оптоварена со неефикасни процеси, време е да истражите дигитални решенија кои можат да го променат од корен вашиот начин на работа. Како
да се започне дигиталната трансформација. Прво е пожелно да се направи проценка на дигиталната зрелост. Значи, анализирајте ги теховните технолошки капацитети и процеси во организацијата, за да ги идентификувате јаките страни, слабостите и можностите за подобрување. Ова ќе помогне да се постават реални цели за трансформацијата. Развите дигитална стратегија согласена со вашите цели. Креирајте јасен план кој ги дефинира целите на дигиталната трансформација и како чекорите и кои се чекорите што треба да се превземат за нивно постигнување. Исто вклучете активности што ќе го подобрат влијанието и ефикасноста на организацијата. Следно е да се изберат соодветни алатки. Идентификувајте технологии, платформи и алатки кои најдобро одговараат на вашите потреби, како CRM системи, алатки за управување со проекти, платформи за собирање средства, за фандрейсинг. Осигурајте се дека алатките се лесни за употреба и во исто време и сплатливи. Имајте во предвид дека голем дел од алатките се и бесплатни за доколку сте непрофитна организација. Обучете го тимот. Обезбедете обуки за вработените волонтерите за користење на новите дигитални алатки со фокус на развој на вештини за анализа на податоци, сајбер безбедност и онлайн комуникација. И исто така работете на мајндсетот на тимот да размислува во насока на дигитални социјални иновации кои би го мултиплицирали импактот и финансиите во организацијата. По натамошните модули подетално ќе се насочиме кон ова. Фокусирајте се на еден аспект од работата, например, одбирате алатки за дигитален фандрейсинг или дигитално водење на проекти и комуникација помеѓу тимот и постепено воведувајте нови алатки. Ова помага во минимизирање на ризиците и адаптирање на тимот. И како последно, користете податоци за да ја мерите успешноста на воведените дигитални процеси, редовно анализирајте што функционира, што не функционира и направете прилагодувања каде што е потребно и продолжете да ја подобрувате стратегијата која веќе ја имате направена. Зошто е битно организациите да оддаваат имидж на дигитално трансформирана граѓанска организација? Оддавањето имидж на дигитално трансформирана граѓанска организација има значителен позитивен ефект врз нејзината репутација и доверба кај донаторите, поддржувачите, волонтерите, партнерите и сите засегнати страни со кои соработувате, како и врз нејзината способност за привлекување нови можности. На прво место тука се спомнува зголемена доверба и кредибилитет. Организацијата што демонстрира дигитална трансформација оддава слика на транспарентност, професионалност и иновативност. Засегнатите страни имат поголема доверба во организацијата што користи модерни алатки за следење, известување и управување со ресурсите. Организацијата пак со модерен технолошки напреден имидж се смета за поатрактивна за нови донатори, партнерства и фондови и современите донатори и партнери, особено помладите генерации, сакат да поддржат организации кои се прилагодуваат на времето и користат технологии за максимално влијание. Сето тоа влијае на дигитална трансформација, влијае и на подобрување на видливоста и на препознатливоста на организацијата. Користењето на социјални медиуми, веб страници, онлайн кампањи зголемува видливоста на организацијата и прави да има имидж на препознатлива организација во локални и глобални рамки. И претходно спомнавме дека е важно промовирањето на иновативност. Имиджот на дигитално трансформирана организација позиционира како иновативна, подготвена да се справи со нови предизвици и да имплементира креативни решенија. Ова може да ја постави организацијата како лидер во нејзината област.
Во свет каде што многу граѓански организации се надпреваруваат за ограничени ресурси, онаа која што е дигитално трансформирана има поголеми шанси да ги обезбеди потребните финанси, партнери и волонтери. Корисниците на услугите имаат поголема доверба во организацијата која е достапна, транспарентна и прилагодена, за која што лесно можат да најдат информации на интернет и за која што лесно можат да најдат извештај и детални податоци на интернет, која што е транспарентна, со други зборови. На тој начин се зајакнува довербата кај корисниците. Имиджот на дигитално трансформирана организација влијае и внатрешно, мотивирајќи го тимот да се чувствува горд и продуктивен, и технологијата од друга страна ги олеснува нивните работни процеси, што резултира со поголема ефикасност и задоволство. Генерално, дигиталната трансформација не е само усвојување на технологија, таа служи за преосмислување на начинот на кој работат граѓанските организации. Со прифаќање на дигитални алатки и стратегии, организациите можат да станат поефикасни, потранспарентни, повлијателни и да се позиционираат себе си како релевантни и неизбежни за соработка. За организациите кои сакаат да превземат чекор, се почнува со подготвеноста за промена, со јасна стратегија и со користење на вистинските алатки. Доколку сте подготвени да трансформирате вашата граѓанска организација и да ги користите дигиталните алатки, за да го постигнете влијанието кое што го посакувате, може да ме контактирате слободно за консултации. Ви благодарам за вниманието.